Бугарија ја потврдува блокадата за Македонија. Заев се фали дека сме биле блиску до договор за Гоце Делчев, додека источниот сосед секојдневно излегува со понекоја нова уцена. Заев говори за имплементацијата на договорот за добрососедство. До сега биле решени неколку проблематични точки, а блиску сме били за она најпроблематичната за Гоце Делчев, за кој Бугарија бара да го признаеме како бугарин. Имаме решено 5 историски личности, 3 историски периоди. Спремни сме да ги објавиме и спремни сме да почне имплементацијата во учебниците на двете страни, и во бугарската и во македонската страна, и треба да продолжиме понатаму. И за Гоце Делчев сме блиску во духот на заедништвото. Додека Заев се фали дека се имплементирал договорот, бугарската шефица на дипломатијата Екатерина Захариева говори обратно и вели поради тоа немало начин како да одобрат преговарачката рамка за Македонија, потенцирајќи не кажувале не за членство на Македонија во ЕУ, туку ова не било само за преговорите. Ние сме подкрепили и предполагам ще продължим да подкрепяме. Българската външна политика винаги е била ориентирана към подкрепа на страните от Западни Балкани за бъдещо членство в Европейския съюз. Но ние не считаме, че към момента те имат готовност и изпълняват условията да започнат преговорите. Не изпълняват договор с България от 2017 година, така че няма как на този етап ние да кажем да. Заев, свесен дека Македонија ќе биде блокирана, се правда веќе го предупредил народот, но се уште се надевал на пријателски крик од соседите, со кој вели сме имале заедничко минато. Нашиот македонски народ е голем пријател, ако не, јас често кажувам, со нашиот братски народ. Ние сме братски народи и треба да се подржуваме во иднина. Нашиот македонски народ никогаш не би ставил блокада и вето на бугарскиот народ. И јас знам дека бугарскиот народ не сака блокада или вето на македонскиот народ. И покрај ветото Захариева вели секогаш биле со Македонија во тешките моменти, а ќе продолжиле да помагаат и во иднина.